Благодарам, председателка. Сосема на кратко. Значи, давам подршка на предложените измени на Законот за системот за проценка на лицата со попреченост. Ќе искористам приликата за да поставам само неколку кратки прашања или можеби како сугестии до представникот на влада, односно заменик министерот Ѓоко Велковски. Би сакала да го напоменам, да повторам дадената забелешка од страна на колешката Имрлие на првото читање на законот, каде што би сакала да дадам до знаење за да би размислиле на тоа за во иднина да се направи измената за одредени ситуации каде што ќе имаме трајни решенија, односно да не мора одредени лица да се повторуваат на одредени месеци за да се комплетираат нови документации каде што имаме непроменлива состојба, односно трајни решенија. Првиот мој предлог и вториот би сакала само да ви поставам прашања во однос на тоа како што рековте ќе бидат унифицирани. Сега ќе одиме на основ да се унифицира системот каде што ќе има надворешни членови. Комисијата ќе биде составена од надворешни членови кои што ќе работат во склоп на министерството. Па би сакала да го поставам прашањето и да биде тоа како објаснување и на луѓето, посебно на оние корисници кои што доаѓаат од внатрешноста, дали би постоела можност во иднина за да би можело да се дисперзира овој начин, да би можеле да имат пристап до поблиски центри за да не мора да се стационира се и да биде тоа на терет на корисниците, бидејќи знаеме имаме различни категории за кои што лица е тешко и самиот пристап и самата организација околу доаѓањето во Скопје. Благодарам.